Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме делимано месо на грил. Овој рецепт е полн со вкусови, засилени со тоа што сите состојки ги готвевме во грил тавата. Одлична летна вечера без јаглени хидрати, лесна за готвење и лесна за подготовка. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 2 парчиња пилешки гради, 1 главица црвен кромит, 1 тиквичка со средна големина, чери домати, балзамиран оцет или глазура, сол и бибер и маслиново масло. Време е за сечкање. Ќе почнеме со подготовка на зеленчукот. Одсечете ги краевите на тиквичката и потоа исечкајте ја по должина за да добиете долги ленти за во грил тавата. Потоа исечете го црвениот кромит на кругови и тргнете го средниот круг. Засечете ги пилешките гради за побрзо да се сготват. Време е за грил. Загрејте ја грил тавата на висока температура, а пилешкото зачинете го со маслиново масло, сол и бибер и ставете го во грил тавата. На почетокот почесто вртете го за да се подпече однадвор и да го задржи вкусот, а подоцна повремено вртете го хоризонтално и вертикално за пилешкото да добие шара од вкрстени линии. Кога пилешкото ќе биде при крај, парчињата ставете ги во аглите од тавата и во неа почнете да го ставате зеленчукот. На тиквичките ставете им масло, зачинете ги и ставете ги на средината од грил тавата. По рабовите наредете ги доматите и црвениот кромит и оставете го целиот зеленчук да добие боја во грил тавата. Свртете ги тиквичките исто како и пилешкото за да добиете убав визуелен ефект. Време е за сервирање. Украсете ја чинијата со балсамирана глазура и потоа наредете ја храната користејќи ги сопствените креативни идеи. Ние овде ги редиме тиквичките и пилешкото во слоеви, доматите ги ставаме отстрана, а црвениот кромит по работ на чинијата. Бидете креативни со грил тавата во текот на летото, одбирајќи свежи состојки по поволни цени. Можете да ставите и кришки домати, модри патлиџани или да сготвите риба или свинско месо. За оние од вас кои сакаат малку повеќе енергија, јадењата можете да ги сервирате со тестенини или компир. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!